Тешка ноќ зад себе имаа пожарникарите од Прилеп и Битола кои без престан се бореа со огнените јазици за да ги спасат селата Мусинци и Лопатица во Пелагонискиот и Прилепскиот регион. Пожарот синоќа сериозно го загрози селото Мусинци, поради што со булдожер беше направена противпожарна пресека за да се спречи ширењето на огнот кон куќите. Во каснењето беше побарана и помош од армијата. Селото во моментов е празно и нема жители. Според директорот на дирекцијата за заштита и спасување Ангелов, Мариовскиот пожар е целосно изгаснат, а активна е само пожарната линија од страната на регионалниот пат Прилеп-Битола. Пожарникарите остануваат на терен и внимателно ја следат состојбата поради можноста за повторно активирање на огнот. Од страна на прилепските пожарникари се работи контрапожар, односно се пали вегетацијата покрај ова противпожарна препрека која што во текот на денот изработена со булдожери. Ситуацијата за сега е под контрола. Од Мусинци одиме према селото Лопатица, до сега назад нема преминато никаде пожарот, на 2-3 места ни премина, со брза реакција го изгаснавме. Најтешка е состојбата во Македонски Брод, каде повеќе од 20 пожарникари се борат со огнот на неколку краци. Теренот е карпест и исклучително непристапен, што значително го отежнува движењето на екипите и на одредени места тоа е практично невозможно. Вториот предизвик останува пожарот на територијата на Македонски Брод, каде што вчера повторно го активирав модулот за шумски пожари на дирекцијата за заштита и спасување, во моментов составен од 25 доброволни пожарникари и 5 оперативци на дирекцијата кои дават поддршка на локалните пожарникари од Македонски Брод. Работеа вчера, ќе работат и денес на гасење на повеќето краци на овој пожар кој што се одвива низ екстремно негостољубив терен. Активен е и пожарот кај селото Никуштак во општина Липково. Во текот на вчерашниот ден 3 трактори во 9 налети изфрлиле околу 9 тони вода врз пожарот. Но и покрај интервенцијата, огнот се проширил и излегол од контрола. Пожарната линија се движи кон манастирот, а постои опасност да бидат загрозени и околните села. Сепак одбраната на населените места е полесна бидејќи дворовите се исчистени и има помалку вегетација околу куќите. Гори и во Студеничани во насока на планината Китка. Непристапниот терен, густите грмушки, трњето и шумата дополнително го отежнуваат гаснењето. Од СУК информираат дека во изминатото деноноќие се регистрирани вкупно 35 пожари на отворен простор. 5 се активни, 2 се под контрола, а 28 се целосно изгаснати. Поради високите температури и исклучително сувата вегетација, надлежните повторно апелираат до граѓаните на максимална внимателност. И најмалата искра може за кратко време да прерасне во пожар со сериозни последици.